Добро утро и од мене. Може да стартуваме. Го следите најновото издание на магазин. Режија ве поздравувам ако може да ме исклучите. Фала ви многу. Верувам дека ќе биде ова едно супер уживање затоа што ја имаме Тина Русева, девојката од Македонија која што подолги години живее во Германија, но навистина го привлече вниманието со незиниот настап на огромното музичко шоу The Voice. Денеска Тина ни е во студиото на магазин. Ќе видиме колку и се промени незиниот живот од како стапна на оваа сцена, но интересна е незината приказна бидејќи има многу приватни детали кои што секогаш навестувале дека Тина денеска ќе стигне на оваа светска сцена и што е најважно, морам да ви најавам дека ќе имаме еден многу интересен предизвик за Тина кој што верувам дека добро ќе се снајде. Се добро утро и добро ми дојде. Добро утро, Тино. Првично, фала ти што можам да видам тука заедно во твојот магазин. Премногу ми е драго што можам да се дружам со публиката на Сител и се надевам дека ќе имаме одлична емисија. Јас сум сигурен за тоа, со глед на и претходната комуникација. Ние прв пат се запознаваме и се гледаме, меѓутоа мислам дека се кликнавме со енергијата, така што апсолутно ќе ни биде едно супер уживање. Тина, од Русија, ќе кажев, од Струмица во Германија, The Voice. И после The Voice некако целосно ти се менува животот. Што се промени? Што ти е поразлично сега кога ќе се проводиш со Еле? Па се ми е поразлично, искрено. Многу работи кои што не сум ги замислувала дека ќе се сменат, моментално се менат. Јас сум човек кој што, например, спие до касно, сака да си одспие така добро, па кога ќе стане да ги работи сите ствари кои што треба, но моментално како што гледаш сум кај тебе на емисија рано на Сабајле, така да првично тоа и се друго околу врските буквално се смени. Мојот живот на 360 степени. Така на убаво, нели? Го сакаш ова темпо, ја сакаш ова динамика. Па види, јас цел живот сонував за тоа и кога сум веќе во тој процес, да кажам на некој начин, би било неблагодарно да се жалам од тоа, затоа што сон си е сон и кога го живееме, нормално дека поголемо и поубаво чувство тоа нема. Така си, ние направивме мала спојка на делот од твоите видеа, една ретроспектива како од малечко девојче кое што гостува во детска емисија стигнува на сцената на Voice, да го зирнеме на кратко и се враќаме. Тоа е тоа. Ти се верува ли дека од ова малечко девојче кое што неспорно дека гласот е фантастичен уште на тие мали години, ја имаме Тина на оваа светска сцена? Па искрено да ти кажам, не ми се верува. Од една страна, од секогаш, како што реков и пред тоа, сонував за таа светска сцена и сонувам уште за поголеми сцени, но кој би рекол дека јас ќе отидам во Германија и таму ќе биде секако што е на The Voice, мислам. Првично кога живеев во Македонија, никогаш не замислував дека еден ден ќе одам и ќе живеам во Германија. А кога веќе бев во Германија, веќе беше целото The Voice. Тогаш веќе беше некако, ми се веруваше дека ќе се случи тоа, но пред тоа, кој би рекол? Така, од кои причини заминавте во Германија? Па, татко ми студираше музичка академија, мајка ми и татко ми беа двајцата музичари и дојде еден период во години кај што веќе се прашуваа што понатаму. Прашање беше на време, на место, пошто татко ми студираше музичка академија, требаше да биде професор по музика. За жал не успеа да се вработи тука во Македонија и имаше аплицирано, не ја доби работата, претпоставувам. Да, и затоа одлучивме на некој начин дека е време за некоја промена и така спонтано отидовме. Мислам, татко ми прво отиде, па на крај отидовме сите заедно. Значи ти си дете, девојче од буквално музичка фамилија? Да, па мајка ми и татко ми беа двајцата музичари, затоа беше многу интересно како ќе се снајде татко ми како бубњар да оди во Германија да работи нешто сосема различито. И баш интересна случка дека кога татко ми рече дека ќе оде за Германија, мајка ми како бе, Люба нема шанси да остане во Германија. И баш ја прашува, баш ја прашува колегите да бараме замена, нели мајка ми беше пејачка, да бараме замена, дај доколку одите, знаеш, нели во сезона беше време, затоа што ние на лето отидовме, кога имаше најмногу работа. Мајка ми као не бре, како Љубе, секако ќе се врати, нема шанси да издржи таму. И на крај Љубе ме повлече сите нас. На крај Љубе не повлече сите нас и ете, затоа сме сите таму. Браво, браво. Значи ти си израсната со музика, ти сигурно си била на настапите на мајката и татко ти како дете. Како мала, секаде ме носе со нив и мислам дека тоа беше некој плюс придонес за мојата љубов кон музиката, затоа што татко ми често знаеше да свири и рок, да свири и џез, пошто тој студираше џез академија во Штип.
а мајка ми пееше фолк, така да јас пробувам да ги повлечам двете жици, да. Браво заради тоа. Кога веќе го спомнавме рокот, на самиот почеток ќе одиме со еден многу добар предизвик и јас не знам како ќе звучи, меѓутоа мислам дека ќе биде многу интересно. Имаме 3 музички варијанти кои што ти денеска треба да ги оствариш, од кои што првата вели, може ли да ни отпееш патриотска песна во рок фазон? Интересен челендж во главно. Мислам дека ова ти е најголемиот предизвик до сега, нели? Па, да ти кажам, во другите емисии такви челенџи немам. Немам до сега. Тоа е, тука имаме. Но ајде да пробаме. Не гарантирам што ќе испадне, но ќе пробаме, ајде. Стојанци нема синови, само сија има. Само сија има. Браво, сега и со браво. текстот ето малку утнат, но во главно така некако би звучало. Ја препознаа сигурно оваа песна. Одлично, браво за ова. Следното. Sweet Child of Mine во стил како да ја пее Сузана Спасовска. Не. Ова стварно ме интересира како ќе звучи. Дури Сабајле викам, добро, како ќе го отпее ова Тина, како ќе звучи, како ќе изгледа. Нека биде, например... Sweet child of mine, sweet love of mine. Браво! Ова од параходот е? Молим? Мелодијата од параходот, предпоставам. Па да, делот така, да. Добар сум јас музички да ти кажам. Одлично, браво за ова. Ова не го очекував. Искрено не го очекував. Така оригинален челендж, реално. Да, одлично. Последното и да не те мачиме, веќе ќе раскажеме твојата приказна, нешто од Каролина Гочева во сосема друг стил. Ова тука ти оставив слобода, не ти се мешав многу, така што да видиме што смисли. Па ајде нека биде некој си фанк фазон, затоа што најчесто обожавам таа енергичка мелодија, да кажем, нека биде... Извинете што ме тера да се премислам, да верувам во љубовта, да научам да простам, зашто секој простува и барем еден се покајувам. Вау, јас немам зборови, искрено, така си играш со гласот, така го владееш твојот талент секоја, свесна ли си за тоа што го поседуваш? Ама најискрено те прашувам дали си свесна или тебе ти е толку тоа секојдневно и природно што не знам. На некој начин сум свесна за тоа што го поседувам, но сум човек кој што верува дека секојаш може повеќе. Така да Што може повеќе од ова вокално објасни, мислам. Па види, фала ти многу на овој комплимент, но сметам дека секојаш може повеќе. Така си е. Многу ти благодарам што го прифати овој предизвик, верувам дека и за тебе беше интересно. Размислуваше долго. Што ти беше најтешко? Ова со Сузана Спасовска? Мислам дека ова со Сузана Спасовска ми беше така најкомплициран, затоа што е најван мојот фазон, тоа што јас го пеам. Но и другите, да ти кажам искрено, јас не сум баш нешто во рокот навлезена, повеќе сум некој си, да кажеме, фанк или поп-соул фазон. Джеси Джей, јас многу те гледам во стилот на Джеси Джей. Ептен. Ти е едно од најомилените изведувачки? Да. Во секој случај, Джеси Джей ми е, да кажам, на некој начин идол. И од неа црпам премногу инспирација реално, така да, Така. Океј, интересно. Кажи ми сега за The Voice. Ти се пријави таму без никој да знае и ги информира дома буквално во моментите кога веќе официјално требаше да влезеш на аудициите. Како успеа неколку месеци ти сето тоа скришно да го правиш од твоите родители и зошто? Па,
види сега, не беше премногу тешко, затоа што јас во тој период завршив со моето средно училиште и моите одеа на работа. Јас во тој период требаше да се запишам на факултет и тогаш беа баш уписите и беше као, окей, ајде ќе се запишам и на факултет и ќе се запишам и на The Voice. Се запишав на The Voice првично, реков ајде да видам што ќе се случи, па факултетот сепак има време и за него. Во тие неколку месеци, доколку се случи нешто со The Voice, факултетот не ми бега. Така да Значи или тоа, не може двете. Па не може двете затоа што временски е премногу кнап, не се стига баш лесно. Јас живеам во Леверкузен, а сите снимања беа во Берлин. Берлин е на 650 км од нас, така да константно патував лево-десно. И не беше едноставно цел тој притисок и самиот пат не беше лесен. Така да беше или тоа, временски не можеше да се стигне двете. Но за мене беше од секогаш сонот да одам на The Voice, така да реков доколку ме примат, во тој случај одам на The Voice. Ама се аплицираш и за факултет? Не, требаше да аплицирам во тој момент, но за многу брзо време добив некој одговор дека можам да стапнам во втората фаза на селекција. И тогаш ги известуваш на твоите? Не, ги известувам после некоја си седма фаза, да кажем. Знаеш што ми е чудно? Како твоите не те прашале што правиме со факултетот и зошто не се запиша? Па прашуваат тие, јас бев као фазон, па има време, треба уште да размислам што сакам, а јас во тој период тие кога беа на работа до 4-5, јас работев на The Voice и работев константно на тие аудиции, на тие селекции, кои што беа на некој начин и доволно тешки за мене и исцрпувачки, енергетски реално. Но и затоа никој не примети, да кажам на некој начин сега Тина нешто крие во позадина или работи нешто кое што ние не знаеме, затоа што тие кога не беа дома, јас си завршував се и кога тие ги си дојдо дома, јас веќе бев завршена со сите обврски, така да. Истовремено имавте работни обврски. Имавме работни обврски и никој не мислеше на тоа, пошто тие баш се знаат за мене и не им беше као Тина ќе скрие нешто од нас. Во никој случај не се сумнева во тоа. Не случајно изгубија довербата сега после ова? Не. Да ти кажам, ми го простија тоа после The Voice. Добро е, па и за опростување, апсолутно ги видовме нив и на снимката, тие се од некои што секогаш најмногу те бодреа и имаат буквално целата таа енергија позади сцената. Дали очекуваше да стигнеш толку многу далеку на The Voice, бидејќи апсолутно овој музички натпревар е нешто што и на македонската сцена те направи да бидеш толку голема, бидејќи претходно не баш многу луѓе те познава. Освен нели твоите пријатели така натаму. Па искрено да ти кажам, на некој начин очекував и на некој начин не очекував. Не сум човек кој што има премногу очекувања пред да застане некаде, а од друга страна тоа малото девојче кое што сонуваше за таму некако потсвесно веруваше дека ќе успее. Сега не бев свесна до кај ќе стигнам, но знаев дека барем еден, се надевав дека барем еден ќе се заврти. На крај се завртија сите 4, што мене ми беше еден огромен доказ дека сум на прав пат. И на еден начин реализирав што се случува околу мене. И дека стварно вреди тоа што го правам. И што би рекли ние народски растори на сцената, како се качи така ја освои целата публика, имаше ќе го дзирнеме и видеото овации, кога буквално ти се поклонува за сето на што го направи. Беше ли свесна и присутна на сцената во тој момент или толку имаше возбуда во себе што едноставно од подоцна ги преживуваше сите тие моменти? Мислам дека повеќето од моментите ги доживував подоцна, затоа што не е реално да пофатиш се во тој момент. Беше тешко, но беше интересно, беше возбудувачки, беше адреналински, како што јас секогаш обожавам адреналин, но сакам таа позитивна енергија која што доаѓа од самиот адреналин. Така да не бев баш свесна во тој момент што се случува околу мене, од самата возбуда, дел од ситуациите се сеќавам уште како беа буквално од А до Ш, но дел од нив треба да лажам ако кажам дека се ми е во глава. Така. Добро, сега не знаеме, си лажела дека не правиш ништо, па си била пријавена на The Voice. Така да. Браво. Баш. Тоа е тоа. Овој момент ќе остане запаметен, нели?
Овој момент Кога за секој светски случај звезди ќе ќе ти остане се запаметен, поклонат. да, беше едно, за мене беше исто пречудно, затоа што во тој момент беше и на некој начин ролер костер од емоции, затоа што баш во тој круг испаднав и дојде Калум Скот кој што на некој начин ме спаси од сето тоа. И ми беше баш интересно затоа што тој не е само звезда од Германија, него тој е навистина светска звезда и затоа беше таму како наша поддршка. За мене тоа е нешто неописливо, посебно кога ме спореди со Селин Дион и Витни Хјустон, тука веќе бев јас. Апсолутно, апсолутно. Да. И се тоа се случува преку ноќ, нели? Ова Баш. шоу буквално ти го Па. менува темпото и начин на функционирање. Буквално. Многу работи кои што сонував за нив, денеска ги имам и можам да ги работам, така да е преголема промоција на еден начин која што јас ја направи за самата себе и ми донесе премногу. Така. Сега малку ќе направиме паралела од тоа нели пред да заминете од Македонија во Германија и сето на што ти се случува сега. Верувам дека после сето ова веруваш дека се случува со причина, но ако се навратиме наназад десетина години кога одлучувате семејно нели да се преселите во Леверкузен, ти беше ли криво што поради екзистенцијални причини и така натаму треба да ја напуштите родната Струмица, родната Македонија и да отидете некаде да бидете странци, да почнете буквално од нула? Колку години имаше тогаш? Јас бев некаде 11,5-12 години. Не си била толку мала. Па не бев баш мала, искрено. баш во Тогаш веќе, да, тогаш веќе почнував да се дружам, да искачам, да Тинеџерските години да, почнува. почнуваат и тука се пак се менува. Так, како го доживеа овај трансфер ти? Па не беше лесно искрено, затоа што како мало дете не ги сваќаш баш така лесно работите и зошто е тоа така, но како што и имам кажано во дел од претходните емисии, мајка ми не спремаше премногу психички за тој чекор и бевме свесни дека ако одиме за нашо добро и дека не одиме само да правиме нешто, него стварно има тоа некоја цел. Така да со самото тоа психичко спремање на млади години нас не ни беше тешко. И едноставно со самото тоа што моите родители ги оставија нивните професии тука и буквално за себе и отидоа таму да работат нешто скроз друго него што работеа тука, беше некако и неблагодарно да се жалиме ние како деца кои што се уште немаат ништо во животот постигнато, дека сме отишле надвор од државата. Мислам. Ти премина директно во школа и претпоставам јазичната бариера беше најголем предизвик во беше тој најголем период. предизвик. Се комунициравме со англиски, кога со раце, кога со нозе, нормално. Наин. Ја. Натурлиш. Да, баш. Така да се случуваше некој со раце и со нозе да се разбереме, затоа што и во Германија не сите мислам, најчесто зборуваат англиски, ама често се случува некој да не сака да зборува англиски. Ти може и со пење си се разбирала. Па го забележа талентот твоите професори? Тоа ме интересира и нивниот систем, дали стварно така функционира како што го објаснуваат, дека кога ќе забележат одредено дете има талент, некако го насочуваат во оној правец за полесно да стигне да се изрази себе си. Па да, некои од учителите го приметија тоа кај мене, но јас не бев девојче кој што ќе оди во училиште и ќе биде така, сега јас пеам, чекај да ви покажам што знам. Не. Него секогаш сум била мирна во училиште, не сум покажувала баш што можам и беше интересно што кога бевме на мојата матурска, полуматура, како се не, полуматура. Да. Беше интересно што, например, тогаш ме праша моите соученици да отпеам нешто и моите учители беа као кај беше ти до сега, не знаевме дека пееш, дел од нив нормално не сите, например учителката по музичко нормално дека знае дека се гледа дека има нешто. Но другите учители беа изненадени затоа што никогаш не сум сакала да бидам сега јас знам. А тоа значи дека си била доволно свесна за талентот, ама не си сакала да се истакнуваш со него? Па не, затоа што знам дека во училиштето не е местото за музика, се знае доколку сакаш нешто со музика, се знае музичкото школа е за тоа, а школото никогаш не сакав да ме гледат како нешто посебно, сакав да бидам како и сите други ученици. Сосема да живеам еден нормален живот како и сите други. Не сакав да се покажувам на некого и да се докажувам на некого. И затоа така кога дојде таа ситуација за полуматура, велам ајде да испеам нешто чисто да видат. Не да ви се докажувам чисто да отпеам. Да, и тука беше уствари
крајот на нашата година и учителите беа као кај беше ти до сега, зашто не покажа дека знаеш да пееш, но јас сум едноставно таква и не сакам да се. Така. Се уште си таква, таа скромност ја да држи и после да војси или малку се промени? Не, се уште сум таква. Например, со самото тоа што уште си работам во Макдоналдс, немам проблем со тоа да работам било што, си функционирам секаде кај што одам, никогаш не се докажувам на никого, затоа што сум свесна што можам и како можам. Сметам дека нема потреба, тој што треба ќе чуе, тој што знае и тоа е тоа. Те препознава на каса во Макдоналдс сега, се променили малку? Па се промени, да ти кажам искрено. Интересно е што често знаат да ме препознаат на каса. Чудно име, те прашуваат каде сега ти тука. Се случува исто интересно некои македонци, пошто имаме премногу македонци исто во Германија. И еднаш на каса ми доаѓаат маж и жена и као се договараат што ќе ме рачуваат, ми порачуваат мене. И жената на мажот му вика, оваа девојче вика нешто познато ми стои, ама не знам од каде, и јас сега. А ти зборуваш на германски, не знам дека да. Пошто на каса кога работам морам да зборувам германски. И јас само знаеш се насмеав и велам, не се секирајте, викам многу луѓе, викам што доаѓаат тука ми викаат дека личам на Тина Русева, ова што беше на The Voice of Germany. Да, вика јас знаеш, вика се знаете, вика баш вика личите една на друга. Викам извини, викам ама јас сум тоа. Како ма вика ти си тоа? И така често се зафркавам. Викам дај да порачаме на македонски, дај да се зафркавам. Како би звучало на германски да направиш нарачка во смисла 2 хамбургери со помфрит, ама со пеење? Können Sie mir 2 Hamburger geben und ein Pommes dazu? Dankeschön. Gerne. Браво. Не знам дали има предизвик што можеш да не го направиш, ама кога веќе сме кај предизвиците, имам уште една мала интересна игра, која што вели доврши реченицата. Добро. Значи јас почнувам и ти си кажуваш за себе тоа што прво ти паѓа на памет за тебе и предпоставам дека со ова ќе дознаеме малку плюс работи за Тина Русева. Публиката не знае дека јас... Па доскоро не знаеше дека работам во Макдоналдс, например. Добре. Кога сум под притисок, сакам... Сакам мир. Навистина во некои ситуации кај што сум под притисок, ми треба едноставно да се исклучам од се и ми треба само да седнам некои си 5 минути на рад, да сватам што сакам да правам и тогаш да си тргнам од се. Така. Ја освоив публиката затоа што? Па сметам дека ја освоив публиката затоа што бев искрена. Го правам тоа што навистина го сакам, сум искрена во тоа што го правам. Навистина давам се од себе да покажам дека сум искрена во тоа што го правам. И на некој начин сум една нормална девојка која што има еден нормален живот и не продавам луксус на некој начин. Си го живеам животот како нормално, и не покажувам некои идеали кои што воопшто не постојат. Најтешко до сега ми беше кога? Најтешко до сега ми беше кога... Па кога ја загубив баба ми, реално. Кога ја загубив баба ми, пошто и го носам нејното име и бевме така некако баш поврзани и мислам дека во тој момент ми беше најтешко. Кога се случи тоа? Па 2018 година. Че поминало доста време. Па помина доста време, да, но се уште некако не е лесно да се зборува на таа тема. Те разбирам целосно, бидејќи сум во истата ситуација, ти поминуваш или мислата на твојата баба кога беше на оваа сцена? Ја чувствуваш ли некако незината енергија заедно со тебе? Па да, таа секогаш беше тука и ме поддржуваше во се што правам и до денеска си ја чувствувам незината енергија каде и да одам. Да, често знам да се присетам на неа и ете со тие некои фотографии како мала, пошто живеевме заедно во иста куќа, пораснав многу често кога мајка ми и татко ми одеа по турнеи, по свирки, јас таа ми беше како втора мајка, така да, наистина. Една е баба. Една е баба. Една е баба. Луѓето ме доживуваат како? Па, ме доживуваат како... Не знам, ај ти кажи ми како ме доживуваат. Па не знам, ти треба ми кажеш. Па секој различно. Не ми го врти прашањето кон мене. Види, секој различно ме доживува, реално. Да. Некој ме доживуваат како звезда, некој ме доживуваат како нормално девојче, во круг сум другарка, во фамилија сум керка, така да секој ме доживува на различен начин. Така.
Супер, интересно. Тина некаде при крај, замисли многу брзо ни Баш помина брзо. сето ова време. Меѓутоа имам информација дека за периодов кој што следува треба да склучиш некој договор Да. со музичка продукција. Што значи ова? Што од сето ова може да откриеме како момент и какви се очекувањата и верувањата? Што ќе донесе овој твој подпис на договорот? Точно е дека планирам да потпишам договор, се уште не е потпишан, но сме во комуникација со таа продукција. Се работи за продукција која што има 6 гранки или 6 бранши од типот на музика. Така да не е само музика во прашање, се работи за букинг, менеджмент, контент планови, се околу мене како личност, да ми изгледа што подобро како личност. Германска продукција? Да, германска продукција, се трудиме и да договорот кажува дека ќе вадиме песна на секои 2 месеци. Се трудиме тоа да биде што повеќе англиско. Нормално дека еден од моите желби беше и кога ќе работам со некоја продукција да имам можност да вадам дел од песни на македонски, така да таа продукција се сложи со тоа и беа исполнети сите услови кои што јас ги дадов, така да најверојатно од април месец би требало да се потпише тој договор. Браво! Ја чекаме фотографијата од твојот подпис и Секако. верувам дека ова ќе биде еден нов почеток на сето она што допрва следува за Тина Русева. Ти благодарам што денеска успеа да стигнеш во магазин, да се гледаме за убави работи, ќе ја следиме кариерата и еден ден кога ќе си на светската звезда со сите оние концерти, ќе доаѓаме во бекстеж да снимам изјави. Со многу, ќе ми биде чест и задоволство. Ми беше премногу мило што сум тука денеска заедно со тебе и се надевам дека ќе се гледаме сега почесто. Ти благодарам. За крајот ќе ја промовираме твојата прва авторска песна која што е на македонски јазик и тоа е навистина за почит. Ти благодарам уште еднаш. Ова е своја на Тина Русева, девојката која што е вистинска гордост на ова земја. Уживајте.